Во петокот во Кочани пропадна голема хуманитарна акција, организирана од Сдруженијето Грин. Планот бил на 1000 деца бесплатно да им бидат поделени училишни ранци и прибор, како социјална подршка од Германија. Иако претходно Грин завршил голема работа, обезбедувајќи толку голема помош, акцијата доживеа фијаско, зашто на повикот се појавиле само двајца родители. Првично разговаравме со директорите. Рекоа ни дека сакат написмено тоа да го прачат, да го пратиме, да ги информираме. Информиравме ги, ние написмено пуштивме. Од директора на Раде Кратовче дојде прво како некој си млак одговор: добро, ама вие ги контактирајте децата, луѓето. Мислам, ние ако требаше сами да ги контактираме, ние немаме потреба да у школата да тражиме. Друга работа, ајде после тоа се слушнавме, обеќа дека ќе ги пушти децата. Од Никола Карев добивме некоја изјава дека не може тие да го направат тоа, од кои причини не знаеме. Значи тие имаат доволно време. Писмото го добија у понеделникот, до петок имаат доволно време да ги информират и родителите, ако требаше да ги информират и така натаму. Имавме случај, на жалост, празни столчиња, стоат, имавме некаде околу 1000 ранци. Ако сите релевантни били известени, а не се појавил речиси никој, тогаш едно од логичните прашања би било дали се работи за некаков бојкот или во прашање е обично недоразбирање. Имавме двајца родители кои дојдоа и кажуваат дека нивните деца у школото, кажано им е од страна на неколку наставници, не се професори, и директорката, да во случај некој да и приде да и нуде ранци или било што, или да ги кани да дојдат во киното, да не доваѓат. Значи тие двајца родители и покрај тоа одлучили да дојдат и не известија за таа работа. Тука се посумјавме и на училишто Раде Кратовче за тоа што гледаме празни столчиња. Нема деца не доваѓат. Подзвонивме на неколку фамилии што ги познаваме чисто тука од градот, што се од ранлива категорија, што децата и учат у Раде Кратовче. Попрашавме, значи децата не се информирани. Значи барем едно дете ќе дојдеше ако ништо друго. Од друга страна, двајцата директори на кочанските училишта, Раде Кратовче и Никола Карев, вела дека на Грин и потврдила организацијата. Хуманитарната акција е организирана надвор од наставното време и немаме обезбедено согласност од родителите за присуство на учениците на други локации надвор од училиштата. Стои во реакцијата. Во меѓувреме, Сдруженијето Грин ја доби целата подршка од страна на наставниците и педагози, но и родители на децата на кои оваа помош ќе им биде добре дојдена. Ранците и приборот најверојатно ќе бидат донесени во училиштата, каде на децата ќе им бидат и поделени.